Меѓу поголемите летни празници што македонскиот народ ги празнува со многу обичаи и верувања, спаѓа и празникот во народот познат под името Иванден, всушност празник посветен на раѓањето на Свети Јован Крстител. Свети Јован е наречен крстител затоа што го крстил Исус, а наречен е уште и претеча, што значи предходник. Со своето учење тој му предходел на Исус, одел пред него и го најавувал неговото доаѓање. Јас ве крштевам со вода, а тој што ќе дојде по мене ќе ве крсти со Дух Свети, говорел Свети Јован додека го покрстувал народот. Свети Јован Крстител е син на првосвештеникот Захарија и на Елисавета, кои што долго време живееле во брак, меѓутоа биле бездетни. Во Стариот Завет, значи, и воопшто во свештената историја на светители, праведници, многу луѓе се затекнувале да бидат бездетни. Такви биле и родителите на Пресвета Богородица, Јоаким и Ана, такви биле старозаветниот патриарх Авраам и Сара, кои, иако бездетни, потоа на крајот, значи на животот, како чудо, се раѓале деца кои подоцна биле на полза, на корис на Светата Црква Божја и преку кој се извршувал планот за спасението или преку кој се извршувал домостројот на спасението. Еден од таквите, значи, еден од таквите сопружници се и праведните Захарија и Елисавета, кои што долго немале деца, и кога еднаш правосвештеникот Захарија му дошло редот да служи во храмот, и во моментот кога кадел во старозаветниот храм, значи бил првосвештеник на старозаветната религија, во истиот тој момент му се јавил ангел кој му посведочил дека му укажал на тоа дека тој и неговата жена ќе зачнат и ќе рода син кој што ќе биде пророк и претеча на пришествието Христово и на кого името треба да му биде Јован. Меѓутоа, првосвештеникот Захарија, иако верен и праведен човек, сепак поради староста и поради годините не поверувал на ова известување на ангелот, поради тоа што за ангелот да го докаже тоа, му рекол дека ќе онеме и дека тоа ќе биде знак дека разговарал со ангелот, знак на неговата комуникација, на неговата средба со ангелот, и дека тоа што ангелот му го кажал и навистина ќе се случи. И навистина неговата жена Елисавета, иако стара, зачнала и во многу случаи се покажало дека законите на природата се надминати со божествената промисла. Зачнала и го родила, значи, Свети Јован Крстител, на кого името го кажал Захарија во храмот, во моментите кога неговата немост поминала, укажувајќи на тоа дека Јован му е името. И откако Свети Јован, значи, бил роден, потоа поминал еден долг период во Јорданската пустина и, како што кажуваат евангелските четива, се хранил со скакулци и со див мед, значи времето го поминува во строго испосништво и во строг подвиг, подготвувајќи се за да ја сведочи големата вистина. Свети Јован е еден од ретките светители во христијанската вера покрај Исус Христос и Пресвета Богородица, кому Светата Црква му посветила повеќе празници. Раѓање на Свети Јован Крстител Иванден, одсекување на главата на Свети Јован Крстител, собор на Свети Јован Крстител и така натаму. Од тука може да се види и значењето на овој лик во христијанската вера и воопшто во верувањата на нашиот човек. Во народниот живот и во народното верување, Свети Јован е значаен и по тоа што тој го има кумството и побратимството, затоа како што се раскажува во преданијата и како што се пее во песните, кога светците ги делиле функциите, на Свети Јован му паднало кумството и побратимството. Ритуалите со билките исто така представуваат еден од најважните елементи поврзани со Иванден, а тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања. Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањето во нивната магиска моќ. Видете, секако дека нашите верници ги спојуваат нештата со начинот на живењето на Свети Јован Крстител, бидејќи всушност и празникот се чествува токму во спомен на неговото раѓање,
А познато е дека Свети Јован Крстител поголем дел од неговиот живот го поминува во областа Кумран со тогашните еврејски испосници и првото негово појавување всушност во јавноста како испосник, како човек кој што повикувал на покаяние, како пророк или предходник, предшественик на Господа Исуса Христа, секако дека го карактеризира како некој кој што живеел многу испоснички, пред се хранејќи се меѓу другото и со продукти од исклучиво растителна природа, див мед и значи сето она кое што можела да го понуди Јорданската пустина, односно местото каде што истиот тој проповедал и живел испоснички живот. Денес имен ден празнуваат Иван, Иванка, Јанко, Јане, Јана.